Македонската IT индустрија се соочува со замрзнување на вработувањата и намалување на огласите за работа и пракса, и покрај тоа што интересот за студирање во оваа област останува висок. Според проценки, во секторот моментално работат од 25 до 30.000 луѓе, но со голем број нови кадри од факултетите и академиите, конкуренцијата расте, а пазарот бара квалитет пред квантитет. Експертите велат дека индустријата не доживува пат, туку стабилизација по брзиот раст за време на ковид пандемијата. Платите и побарувачката за IT услуги тогаш експлодираа, но сега компаниите се адаптираат на новите услови. Проблемите најчесто се поврзани со тешкотијата да се формираат силни тимови и со потребата од поактуелни наставни програми кои ќе одговорат на пазарните трендови. Дополнителен предизвик е иселувањето на младите професионалци, кои, иако често имаат добра плата во земјата, бараат подобар социјален и професионален амбиент надвор. Според стручњаците, без модернизација на образованието и вложување во специјализирани кадри за вештачка интелигенција и сајбербезбедност, ризикот од губење на талентот ќе продолжи да расте. Македонски ученици постигнаа историски успех на Европската јуниорска олимпијада по информатика во Шумен, Бугарија. Владимир Грчев од Кочани освои златен медал, а Марко Кренков од Струмица, бронзен, што е втор пат Македонија да се закити со злато на ова елитно надпреварување за млади до 15,5 години. Тимот беше дополнет со Зоран Илиоски од Кичево и Јаков Грујовски од Скопје, под менторство на студентите Иван Занов и Петар Ковачовски од Финки. Успехот е резултат на целогодишниот циклус на надпревари организиран од Сдруженијето на информатичарите на Македонија со поддршка од Финки и неколку компании. Учениците се надпреваруваат преку платформата Mendo.mk, а оваа година циклусот се одржа по 36 пат. Надпреварот во Бугарија собра 96 учесници од 22 европски и 2 неевропски земји, Саудиска Арабија и Киргистан. Председателот на ЗИМ, доктор Миле Јованов, го нарече успехот неописливо чувство и докажување дека македонските ученици можат да бидат рамноправни со своите врсници од целиот континент. Тој упати честитки до учениците, менторите и поддржувачите, посебно истакнувајќи го подготовителниот камп на Пониква. Следната јој ќе се одржи во Турција, а македонските надпреварувачи веќе се подготвуваат за Балканската олимпијада по информатика во Италија. Во Лисабон, знамињата се на пола копија по трагична несреќа на историскиот трамвај Глорија, при која загинаа најмалку 17 лица, а 21 беше повредено. Несреќата се случи кога трамвајот излета од пругата и удри во зграда, а португалските власти веднаш започнаа истрага. 2 други линии се затворени заради инспекција. Снимките од местото покажуваат искривени остатоци од жолтиот трамвај, додека локален синдикален лидер истакна дека работниците претходно пријавиле проблеми со затегнатоста на кабелот на пругата. Општинската компанија Карис тврди дека сите протоколи за одржување биле почитувани, вклучително и дневни и месечни проверки. Линијата Глорија, отворена во 1885 година, ги поврзува центарот на Лисабон со ридската четврт Баира Алто, позната по ноќниот живот. Годишно ја користат околу 3 милиони патници. Меѓу жртвите и повредените има и странски државјани од неколку земји, а истрагата за причините за несреќата е во тек. Во Тел Авив и Јерусалим продолжуваат масовни протести против владата на Бењамин Нетањаху со барања за прекин на војната и ослободување на заложниците. Демонстрантите блокираа улици, а полицијата употреби водени топови и уапси неколку лица. Мајки на заложници ги повикаа властите да дејствуваат, додека премиерот Нетањаху ги обвини демонстрантите за рушење и безредие. Во меѓувреме, израелските сили продолжуваат со воздушни напади врз појасот Газа, при што палестинци го осудуваат насилството и ги жалат загубите, вклучувајќи и убиени деца. Турскиот председател Ердоган го критикува Нетањаху, додека американскиот председател Трамп повикува на итно ослободување на заложниците. Хамас ја изрази својата подготвеност за сеопфатен договор за размена на заробеници и формирање технократска администрација во Газа, посочувајќи дека сега потегот е кај Израел. Компанијата Монделес се најде под силна критика откако го намалила количеството на чоколадото Милка од 100 на 90 грама, без јасна индикација на пакувањето. Тужбата е поднесена во регионалниот суд во Бремен, а потрошувачките организации, вклучително и Хамбуршкиот центар за советување, предупредуваат дека дизајнот на пакувањето останал речиси идентичен, што ги доведува купувачите во заблуда. Организацијата за заштита на потрошувачите Foodwatch го прогласи Милка за најочигледна рекламна лага на годината. Од компанијата се бранат дека поради високите трошоци за какао биле приморани да преземат добро осмислени мерки и тврдат дека новата тежина е јасно означена, а клиентите биле информирани преку социјалните мрежи.
Сепак, експертите предупредуваат дека ознаката за тежината е испечатена со мали букви и лесно се занемарува, додека самото чоколадо станало потенко за околу 1 мм. И покрај негирањето од страна на Монделес, критиките за недостаток на транспарентност продолжуваат, со повици за воведување на јасни законски прописи за означување при намалување на содржината во пакување. Времето денеска промилливо облачно со слаб до умерен ветер од северен правец. На повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално во форма на невреме со пообилен пороен дожд, при што за кратко време ќе наврнат над 20 литри на квадратен метар, како и со засилен ветер со брзина од над 60 км на час и услови за изолирана појава на град. Минималната температура ќе биде во интервал од 12 до 20, а максималната ќе достигне од 26 до 32 степени Целзиусови. Во Скопје е променливо облачно и нестабилно со пороен дожд и грмежи во делови од котлината во форма на краткотрајно невреме. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен северен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 30 степени Целзиусови. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, од утре следува период на претежно стабилно време. До недела ќе дува слаб до умерен северен ветер, а од понеделник ветрот ќе го смени правецот во јуж.